Добар ден, драги ученици! Јас сум Славица Ѓоргиева, професор по физика во Средното општинско училиште Коста Сусинов Радовиш. Денеска имаме час по физика од наставната тема бранови, наставна содржина стојни бранови. Најпрво да се потсетиме со некое кратко прашање од претходно изучениот материјал. За таа цел ќе ве замолам да пробате сами да ги одговорите прашањата, а потоа да се проверите дали точно сте ги одговорили. Што е интерференција на бранови? Појавата на сложување на два или повеќе бранови при која во секоја точка од просторот во кој брановите се распространуваат се создаваат бранови со временски и постојана амплитуда се вика интерференција на бранови. Кои извори се нарекуваат кохерентни, а кои бранови се нарекуваат исто така кохерентни. Брановите што имаат еднаква фреквенција и во текот на времето имаат постојана разлика во фазите, во секоја точка од просторот се викаат кохерентни бранови. А додека изворите што ги создаваат кохерентните бранови се викаат кохерентни извори. Сега ќе преминеме на новата наставна содржина стојни бранови. Стојни бранови, односно ќе имаме прво бранов импулс при рефлексија. Всушност, стојните бранови се бранови кои што настануваат со помош на интерференција на бранови. За таа цел, најпрво ќе погледнеме сликата и ќе го објаснеме експериментот како доаѓа до создавање на стојните бранови. Ако земеме едно гумено црево, кој што на едната страна е цврсто приврзано, односно е прицврстено за некој ѕид, а од другата страна е слободно и го држиме со нашата рака. Во тој случај ние со помош на раката пробуваме, односно го принудуваме гуменото црево да осцилира, односно да произведе бранов импулс. Цревото почнува да осцилира, односно да создава бранов импулс, и гледаме како се движи кон прицврстениот дел. Кога ќе стигне до прицврстениот дел, односно до ѕидот каде што е прицврстено гуменото црево, таму ќе настане рефлексија. Односно, кога ќе се рефлектира на брановиот импулс и тој ќе ја промени својата насока. Односно, гледаме дека сега брановиот импулс ќе осцилира во спротивна насока. Во тој случај, овие два брана, односно упадниот бранов импулс и рефлектираниот бранов импулс, осцилираат или се фазно поместени за пи. Односно, при рефлексија на бранот по густа средина дошло до промена на фазата на бранот за пи. Така што како последица на оваа промена на фазата, ако даден бран се рефлектира од погуста средина, секоја точка од цревото е принудена да осцилира под влијание на два брана. И тоа, под влијание на упадниот бран и под влијание на рефлектираниот бран кој што се рефлектирал од ѕидот. Тие два брана, односно упадниот и рефлектираниот бран, се кохерентни. Штом се кохерентни, тие интерферираат. Тие се спротивно насочени и фазно поместени. Па од овде можеме да дефинираме што се тоа стојни бранови. Односно, стоен бран настанува со интерференција на два кохерентни брана со еднаква амплитуда што имаат ист правец, а спротивна насока. На сликата ни е дадено како настануваат стојните бранови, односно гледаме. Ако ова ни е едната насока, односно упадниот бранов импулс, од рефлексијата тој се одбива и гледаме како имаме во спротивната насока брановиот импулс. Можеме да забележиме од сликата дека имаме места каде што ќе кажеме дека имаме максимално бранување или осцилирање,
додека имаме места или точки каде што воопшто би немале бранување. Па затоа можеме да кажеме дека кај стојните бранови постојат места кои воопшто не брануваат и се нарекуваат јазли на стојниот бран. И места кои што брануваат со најголема амплитуда и се викаат мевови на стојниот бран. Стојните бранови може да настанат насекаде, односно може да настане стоен бран на вода, но најпогоден или најсоодветен пример за настанување на стоен бран е стоен бран на жица. На сликата ни се представени, на слика 2 ни е представен како настанува стоен бран на жица, односно гледаме дека жицата на едната страна е прецврстена со една звучна вилушка кој што е принудена, односно е приклучена на мотор кој што ја принудува, ја присилува да осцилира таа звучна вилушка. Додека од другата страна жицата е ставена преку една макара кој што е прицврстена на еден динанометар. Така што под дејство на осцилирањето таа осцилира, кога ќе дојде до макарата, таа ќе се рефлектира и под дејство на рефлексија се враќа упадниот бран и настанува стоен бран. Исто така на слика 3 видливо можеме да ги забележиме мевовите и јазлите на осцилирање кај жица. Гледаме дека оние испакнати делови каде што осцилирањето или бранувањето е максимално се мевови, а местото каде што имаме блавнатина, односно местото каде што изгледа како воопшто да нема бранување или осцилирање се јазли. Така што можеме да забележиме од сликата дека местоположбата на мевовите и јазлите не се менуваат во текот на времето, тие не се движат по должината на конецот. И затоа, всушност, е добиено името на овие бранови да е стојни бранови, односно дека стојат во текот на времето. Бројот на јазли и мевови зависи од фреквенцијата F на осцилирањето. Но освен од фреквенцијата, зависи од масата на конецот на единица должина ми и од модулот на силата на затегнување F. Па тоа математички можеме да го запишеме со следната релација, односно со релацијата каде што ни е дадено дека F е еднакво на 1 врз 2L квадратен корен од F врз ми. Каде што рековме дека L е растојанието помеѓу два јазла или два мева, F е сила на затегнување и ми маса на конецот на единица должина. Сликата ни е позната од претходно, односно уште на самиот почеток кога учевме за бран, односно имаме како бранот се движи со синусна функција и ни е означена брановата должина ланда. Под сликата можеме да забележиме дека ако сега го имаме и обратниот, односно рефлектираниот бран, значи вака ќе изгледа, можеме да забележиме дека растојанието помеѓу два јазли или два мева, значи ова кој што ни е означено, ни е всушност растојание помеѓу два јазли, дека ни е ланда половина, односно половина од брановата должина. Па затоа можеме да запишеме дека L, со која означувавме должината помеѓу два јазли или два мева, ни е еднаква на ланда половина. Под оваа релација може да запишеме, односно ни следува дека ланда, односно брановата должина, ни е еднакво на 2 по L. Од претходно знаеме дека брзината на движење или брзината на прострирање на бранот можеме да ја запишеме, односно ни е еднаква на F по ланда, односно фреквенцијата по брановата должина. Па сега, ако на местото на F, на фреквенцијата, го запишеме изразот за фреквенција кој што ни беше даден со 1 врз 2L по квадратен корен F врз ми, односно овој дел, и помножиме по брановата должина, но на местото на брановата должина го запишеме изразот кој што го добивме 2L, значи ќе имаме овој израз помножен по 2L.
Од релацијата можеме 2L со 2L да ги скратеме, па ќе ни остане дека V, брзината ни е еднаква на квадратен корен од F врз ми. Кој што оваа релација, односно оваа формула ни е позната од претходно, дека всушност тоа ни е равенката за брзина на трансверзален бран кој се шири низ жица. Својства на стојните бранови. Стојните бранови во дадена жица не можат да се создадат при било која фреквенција, туку само при некој определен. Затоа, за таа помош, ќе пробаме да ја изведеме, односно да ја запишеме равенката за сопствена фреквенција. На сликата ни е дадено исто така настанување на стоен бран и ни е дадено еден мев, каде што со L големо ни е означено, всушност ова ни е растојанието помеѓу два јазли и сега. Значи на ова растојание можеме да го поделиме да се создадат, гледаме како имаме создадено два мева, односно е поделено на два. Значи добиваме една половина. Може да се создадат 3, еве следната 3 и така натаму 4, 5 и така натаму. Односно, бидејќи знаеме дека растојанието помеѓу два јазла и два мева ни е ламда половина. Значи L големо ни е на ламда половина. Но тоа растојание, бидејќи на тоа растојание може да се создадат два пати по ламда половина, значи гледаме како се создале два мева, или понатаму ако продолжиме, се создале три мева, значи имаме L еднакво на 3 по ламда половина, и така натаму можеме да запишеме дека тоа растојание L може да биде еднакво на m пати по ламда половина, каде што m ни е цел број, односно 1, 2 и така натаму. Со помош на оваа релација, рековме дека ќе можеме да изведеме сопствената фреквенција како? Од претходно знаеме дека брзината V ни е еднаква на F по ламда. F од овде ќе ни биде еднакво на V брзината врз ламда, односно врз брановата должина. Од претходно, односно сега запишавме дека L должината ни е еднаква на M по ламда половина. Значи од овде брановата должина, ако ја изразиме од овде брановата должина, значи ќе ни биде 2 пати по L, еве 2 пати по L врз M. И сега, во формулата за фреквенција F, ако запишеме дека F еднакво на V, еве ни е брзината, врз, на местото на брановата должина го запишуваме овој израз 2L врз M. Ако тука да извршиме операции на двојна дробка, ќе добиеме дека, односно двојна дробка, надворешен со надворешен, значи ќе имаме V по M, затоа M го запишуваме овде, M по V врз 2 по L, каде што M рековме дека е цел број, односно M 1, 2, 3 и така натаму. Всушност, оваа релација ни ја представува сопствената фреквенција. Ви благодарам на вниманието.